Здраво дечки, еве сме во уште едно видео кое треба да е јубилејно 10-то поред. Со мало задоцнување што ви реков дека ќе биде снимено и качено вчера или завчера, меѓутоа поради некои обврски не може тоа да го направам и еве се најде време денеска да го сработиме тоа видео. Исто и во овој пишениот документ, ако може да видите, веќе сме на 30-та страна и полека расте и почнува да зазема размери на еден вид на книга. Иако мислам дека содржината на самиот документ не е за да се нарече книга, туку повеќе е како некој водич. Ајде да се фатиме за работа. Во претходното видео, зборувавме за апстрактни класи и направивме еден мал пример и уште тогаш ви напомнав дека во наредното видео кој што го снимаме, ќе зборуваме за интерфейси и за парцијални класи. Меѓутоа за парцијални класи, нема да зборувам сега, најверојатно нема да снимам ни видео за тоа, бидејќи не е нешто комплицирано и само ќе додам некој текст овдека на крајот. За интерфейсите, кој што може да видите, имам некој текст напишано. И во ова видео, истиот пример што го имавме од претходно, со апстрактните класи, ќе го направиме истиот да биде само со интерфейси, наместо со апстрактна класа. Исто така овдека доколку погледнете во документот, веднаш после текстот што е за интерфейси, овој дел, веднаш после тоа, имаме уште еден мал дел, каде што во една табела ни се пишени разликите помеѓу апстрактните класи и помеѓу интерфейсите. Дел од тие работи ќе видиме во самото видео. Ајде да се фатиме за работа. Еве го примерот од претходното видео. Ајде да стартуваме уште еднаш и кој што гледавме, имаме печатиме типот на класата која наследува, потоа некоја метода што ни принта нешто, втората и принтаме повторно нешто. Што гледаме се ни работи исто од претходниот пат. Ајде да го поминем уште еднаш самиот код. Требаше прави нова, па да стартувам програмата, но ќе ја пуштим уште еднаш. Реков имавме една апстрактна класа, creature, потоа во неја имавме една апстрактна метода, makeANoise, и една виртуелна метода, printType, каде што го печатиме типот на објектот. Потоа имавме две други класи, human и cow, кои наследуваат од базната апстрактна класа creature, и потоа во двете правевме override на makeANoise, кога имаме апстрактна метода, мора во класата која што наследува апстрактната класа да ја имплементираме таа метода. И тоа и го правиме. Со виртуелната тоа не мора да го правиме, бидејќи имаме дефолтна имплементација во самата базна класа. Еве, makeANoise, правиме override овдека и ја повикуваме таа printType. Во првиот случај имавме override на самата виртуелна метода и со ова ќе ни се повика таа што ни е во моменталната класа, тоа е ова, таа override метода, а во вториот пример немаме override и кога ќе речеме printType ни се повикува таа базната класа, бидејќи овдека немаме override. Чисто ради попрегледно читање може овдека да пишеме base.printType, за кога ќе дојде некој друг да знае, ќе види, вика printType, нема никаде printType, не е ни парцијална класа, ништо. Ако ќе пишете вака base.printType, знае дека од безната класа, од creature, во creature има некоја метода printType да се повикува таа. И тоа било тоа. Сега рековме ќе го работиме исто пример да биде со интерфейси. Овие работи нема да ни треба тоа. Го бришеме абстракт и клас и наместо тоа пишуваме интерфейс. Интерфейс, добро. Кој што рековме, интерфейсот може да содржи само signature или опис на методите кои што ќе ги содржи самиот интерфейс. Ќе има метода makeANoise
и уште една метода printType. Исто така, значи, се во интерфейсот што имаме, значи се ќе ни биде public и затоа не пишуваме никаков access modifier и се знае по дефолт дека се што во интерфейсот се ни е public. Па да го бришеме и ова. Копираме ова чисто да не го куцам пак. Тоа ќе го избришеме. Бришуваме точка запетка, рековме ги бришеме access modifier и virtual. И ни останува, значи, само типот на методата, тоа што враќаат, значи двете се void, не враќаат ништо, и името на методата и доколку содржи некои параметри. Овие двете функции, методи, односно методи, не содржат ниту еден параметар. Потоа одиме во имплементацијата на интерфејс. Имаме класа human, која што го имплементира овој интерфејс. Значи, овој ред го бришеме. И овој проблем сме го средили. Потоа и од овдека го бришеме овој ред. Ok, public, вели base print type, што е ова. И го пастирам тоа што го копирав од горе од базната класа. Значи print type ни пишете тоа. И се копија исто мора да направиме и овдека. Бидејќи рековме, значи интерфејсот не содржи никаков код. Значи целиот код, имплементацијата на методите го правиме во самите класи. И ова овдека base го бришеме. И значи го ќе повикуваме метода овдека и ова го бришеме. И со ова, значи, сме го комплетирали целиот пример. Значи, докато стартуваме програмата, треба исходот да не е идентичен како претходниот пат. Ево, истото. IAM smiley solutions human, го печатиме типот на првиот објект, потоа ја повикуваме методата make a noise, за human тоа печати item talk, за вториот објект, за cow, се печати типот, вели, IAM smiley solutions.cow, значи интерфейсот и името на класата, и потоа во make a noise, значи печатиме mu. Ствариме ова и мислам дека дечки тоа би било тоа за интерфейси. Уште едно, значи, погледате ова табела овдека, што е пишено разликите помеѓу абстрактна класа и интерфейси. И тоа би било тоа, како што рекол, за ова видео и се гледаме во некој наредно. Поздрав!